Она што сакаме да го кажеме е дека не се согласуваме со технологијата на прием на волонтери на привременна работа, заради тоа што цениме дека тоа е сериозна можност за преселекција и одбир на вистински кадри за стопанството. Третманот нивни и покрај мерките што ги предлага Министерството за труд не се адекватни заради тоа што не ви даваат шанса да примите одреден број на луѓе на пробен период. Не цениме дека тој треба да биде многу долг, меѓутоа барем 3 до 6 месеци треба да имате можност да работите со нив, заради тоа што и компаниите имаат своји трошоци во делот на инвестирањето во менторите кои ја пратат таа група на луѓе кои треба да бидат примени. За таа цел, значи ќе се охрабриме да поразговараме за субвенции во делот на вработувањето на млади стручни кадри, со обзир дека цениме дека ако за заживување на земјоделието оваа држава одваја 120 милиона евра годишно, нема причини за развојот на младите стручни кадри да не бидат одвоени соодветни средства да им се помогне на компаниите да своите млади луѓе ги подготват за вработување. Ние знаеме дека Македонија се наоѓа во Европа и дека цените на работната сила не може да бидат на нивото кое се наоѓа сега. Меѓутоа факт е дека во значаен дел на компаниите кои имаат дефинирана политика на вработување која е соодветна на просечниот личен доход во Република Македонија, овој тип на проблеми се појавува. Значи вие сте навистина во право за одреден број на компании кои го злоупотребуваат делот на трудоинтензивна работна сила заради тоа што има голема невработеност, меѓутоа прашање е на секунд кога целата таа приказка ќе се отвори заради тоа што има сериозни компании кои не се ослонети само на ефтината работна сила, него имаат исклучително високо ниво на додадена вредност. Ќе ве потсетам на компании кои директно произведуваат финален производ или базична индустрија како е ArcelorMittal и останатите кои извезуваат од Македонија реална вредност. Значи се работи за тоа дека тие компании не се виртуелни компании, нити па цените им се малечки. И втора работа, како комора секогаш сме се залагале да работата помеѓу работодавачот и вработените биде регулиран со договор, а не само со вработување генерално и да биде покриен со генералниот договор меѓу трите социјални партнери. Значи за нас вистинската релација помеѓу компанија и работник треба да се базира на директни договори подпишани помеѓу работодавачот и оној што влегува во работа. Така да ви се јасни правилата на игра кога влегувате во компаниите, со правата и обврските кои ги имате од тој договор. А што се однесува до вашата забележка, се слагам, Македонија и не треба да продолжи понатаму со прием на странски инвестиции по секоја цена, ако пазарот на работна сила не може да понуди таков тип на кадар кој не овозможува приходи на вработените под нивото кое Македонија во овој момент го има како просечен личен доход. Во 2013 година имаше позитивни тенденции во приливот на странски директни инвестиции. Според извештај на Народната банка на Република Македонија за 2013 година, нето приливот на странски инвестиции изнесуваше 251,5 милиони евра, што е за 3,5 пати повеќе од 2012 година. Странските инвестиции најмногу се во производствениот сектор, односно во секторите кои што се трудово интензивни и со ниска додадена вредност во автомобилската индустрија. Според неофицијални статистички податоци, странските фирми досега вработиле 6500 луѓе, а овој број се очекува да се зголеми за уште 10.000 нови вработувања. Стопанската комора на Македонија се вложи напори да организира диалог помеѓу универзитетите, фирмите, владата и ние сите се согласивме дека постои потреба повеќе да ги разбереме потребите на пазарот на трудот. Советот на странски инвеститори спроведе анкета помеѓу своите членки
и увиде дека постои потреба за специализирани технички профили. Општите квалификации на работната сила се на ниско ниво, а се уште е предизвик да се најдат соодветни работници кои што одговараат на потребите на фирмите. Нашите членки покажуваат интерес и понатаму да учествуваат на вакви состаноци за да ја променат состојбата. Овие тенденции на пазарот на трудот се пресликани и во најновиот извештај на Светската банка за Република Македонија, според кој фирмите во Македонија се соочуваат со тешкоти да најдат луѓе кои што се соодветни на нивните барања. Токму затоа треба да се понудат поттици за да се зголеми побарувачката за работна сила, но и да се подобрат квалификациите. Токму затоа Советот смета дека во иднина треба да се инвестира во соодветно образование со цел младите луѓе да се здобијат со вештини кои што се потребни на македонските фирми и на нашите фирми. Странските инвеститори имаат позитивно влијание на економијата во Македонија, кој што не се мери само во бројки, во бројот на вработени луѓе и инвестиции, туку и во преносот на знаења, на подобрувањето на вештините за управување, но и унапредување на деловната етика. Според нас, еден многу важен фактор е програмата за практиканство. Практиканството треба да се приспособи на капацитетот и потребите на работодавците. Токму затоа треба да се дадат поттици, односно да се дадат можности за практиканство за ученици од средно образование и факултет во текот на целата година, не само во текот на летниот период. Исто така, потребни се и поттици за обуки како за учениците, така и за менторите.